Добре, криптоентузијасти, како што ветивме за денес, ќе имаме техничка анализа, каде што ќе поразговараме за некои побитни настани кои што доаѓаат моментално, меѓу кои нормално првиот ни е припремата за состанокот на Федералната резерва на крајот на овој месец, каде што ќе се одлучува дали ќе имаме нов рейт хајк. Знаете и сами, многу битно затоа што со секој нов рейт хајк практично добиваме на сила на DXY индексот и како таков нормално реагира на цените на крипто секторот во обратна пропорционална сила. Како и да е. Битните работи кои што мораме да ги разговараме се денешниот нов индикатор, односно тоа е индексот на невработеност во Америка, кој што треба да го добиеме негде околу 2:30 часот, сега моментално 1:30, така да за време кога вие ќе гледате ово видео веќе сме го добиле тој индекс, со тоа што гледаме дека во однос на она што се предвидува моментално, со оглед на фактот дека од досекашните анализи, ако сте ги следили, знаете дека индексот на невработеност според самата Фед треба да биде под 4%. Односно имаме граница која што практично е поставена на самата Федерална резерва на 4%, по која што веќе се рачуна дека имаме практично кризна состојба каде што имаме преголема невработеност во државата, со тоа што за целиот овој период после 2021 година и 2020, каде што имавме ковид пандемија, се држи на рекордно ниско ниво ако погледнеме историски во Америка. Со тоа што ваквото рекордно ниско ниво наскоро треба да биде пробиено поради рейт хајксот кој што ги направи самата Федерална резерва, кој што знаете и сами, моментално ја ограничуваат и стеснуваат економијата, а со тоа и придонесуваат за отпуштање на поголем дел, да речем посебно во големите компании на работници, и поради ова нормално гледаме дека постепено ќе почне да се качува. Со тоа што досега економијата се покажа како доста отпорна во Америка и гледаме дека за целиот овој период од една година во кој што практично се ставаа сите тие рейт хајкс, значи самата стапка на невработеност варираше од 3,7 до 3,4 и повторно 3,7, со тоа што ова е еден од двата најбитни индикатори по кои што Федералната резерва одлучува дали и понатаму да продолжи со рейт хајкс. Односно, се додека се намалува инфлацијата, а невработеноста се држи во граница под 4%, Федералната резерва е повеќе од задоволна и понатаму да продолжи со качување на рейт хајкс, но знаете и сами, барем досега од историјата покажано дека самата Федерална резерва постојано касно почнува со рейт хајкс и премногу покачува, затоа и секогаш после ваквите практично епизоди имаме и рецесија. Сега, проблемот во целата ситуација е тоа што самата значи во оваа ситуација Федерална резерва се обидува да не го повтори случајот од 70-тите и 80-тите, каде што имавме дупол врв на инфлација, значи ова е индексот на CPI инфлација, односно инфлација која што е пресметана на сите услуги и цени на пазарот, каде што од 70-тите до 80-тите имавме враќање на инфлацијата од 12 до 5 за да се качи повторно на 15%, и моментално се обидува тоа да не се случи повторно Джером Пауел, нормално и неговата екипа од гериатрија, со тоа што во оваа ситуација затоа и толку значи ова е моментално во последните 40 години најјак и најбрзо темпо на рейт хајкс, дури скоро и никогаш не видено во историјата на економија, толку многу и толку брзо да се покачуваат рейт хајкс, односно каматни стапки на поземен капитал од ново испринтани пари на Федералната резерва. Сега, каде е овдека проблем? Значи јас постојано кажувам дека овој податок ни е многу битен, затоа што во моментот кога ќе се приближи или покачи над 4%, Федералната резерва нема да има никаков друг избор освен да престане, за да не предизвика огромен страф на пазарот и со тоа не само што ќе се качи повторно инфлацијата, туку ќе имаме и поголема рецесија од онаа која што моментално се заканува на западниот свет, посебно на Америка. Сега, затоа и кажувам дека денеска е многу битно, ако мене ме прашувате, колку е повисок овој степен на невработеност, толку побрзо Федералната резерва ќе запре со нивната политика на рейт хајкс, односно на стеснување на економијата. Со тоа што моментално, за жал, според проценките на Trading Economics, ова е една од страните кои што моментално ги следи овие работи, значи имаме практично проценка дека значи консензус практично од поголемиот дел од гласачите се очекува да биде 3,6%, додека самите тие предвидуваат дека ќе биде 3,7%, односно истиот ќе се задржи на исто ниво индекс, додека во Forex Factory, уште една од оние страни кои што следиме, гледаме дека за unemployment rate
имаме 3,7 моментална, а се предвидува, односно форкаст 3,6%. Што значи пад на невработеноста за 0,1%. Каде е овдека проблемот? Пад на невработеноста само уште толку ќе охрабри Федералната резерва дека може да продолжи со rate hikes. Што за нас е негативно, затоа што за нас, ако мене ме прашувате, посебно како инвеститор во криптосекторот, време е да престанат мајмуните со rate hikes, значи 1 година и пол веќе се зафркаваме со тоа. Доволно е, но за жал тоа не зависи од нас и тоа е уште еден показател колку целата економска сфера во светот е погрешна, кога ние чекаме една екипа од гериатрија да одлучи за целиот свет каде ќе се движи моментално економијата. А верувале или не, тоа е вистина. Значи, кога моментално одлучува Федералната резерва за дали ќе покачи или не rate hike, значи целиот свет седи и чека да види што ќе каже дедо Пауел. Се разбираме? Поради ова тоа е многу погрешно од целата економија, што сите зависиме од една бивша англиска колонија, како и да е. Тоа е првиот дел кој што мораме да го запазиме денеска, значи колку помал степен на работеност, толку полошо за нас, односно верувам дека пазарот веднаш ќе го вкалкулира тоа. Ако добиеме низок степен на вработеност, очекувам и пад на пазарот, затоа што веднаш луѓето ќе очекуваат после низок степен на вработеност, како 50% од индикаторите кои што директно гледа Федералната резерва, дека ќе продолжи со rate hike на крајот на овој месец кога имаат состанок, додека во исто време мораме нормално да видиме и што ќе се случи со самата инфлација. Значи имаме многу солиден пад на инфлацијата во последните 2 месеци од 4,9, а потоа на 4. Значи тоа е скоро 1% во последниот скок, пад, се извинувам, од април во мај, така да мораме да видиме што ќе се случи во јуни. Истата ситуација ни е и за кор инфлацијата, која што се намалува конечно. Значи после 4 месеца стагнирање, околу 5,5 и 5,6, конечно се намали на 5,3%, која што е уствари и реалната инфлација, мада иако овие два индекса се манипулирани доста од страна на Америка, да речеме дека е пореален од CPI индексот, кој што е на 4%, но оние 2% последни до метата од 2% кои што моментално ја посекуваат Федералната резерва, значи ова е таа мета која што треба да достигнеме, некој околу 2%, значи тоа е многу тешко да се постигне, затоа што колку повеќе се приближуваме до последните проценти од инфлација, толку потешко се практично намалува истата, затоа што веќе економијата е истоштена. Се разбираме, значи до сега на вистина ова многу делува на самата економија, затоа што вие се повеќе и повеќе ги поскапувате парите кои што ги пуштате во циркулација во самата економија. Сега, значи 2% е метата која што ја посекуваат, но нешто ми кажува дека нема да успеат да достигнат, останува да видиме како и да е, но колку побрзо се придвижиме до това, толку побрзо ќе дојдеме до конечно стагнирање на самиот rate hike на 5 или 5,25 колку што е моментално и постепено дори некаде во другата година очекуваме и намалување на истиот. Само момент. Сега. Нормално ова треба да видиме како би делувало на DXY индексот, со тоа што не заборавајте, уште еднаш ќе напоменам, значи многу е битно да видиме не само денешниот индекс, каде што ќе видиме колку ќе биде невработеноста, мораме да видиме и што ќе се случува понатаму со инфлацијата. Колку повеќе истата се намалува, толку поголема е шансата дека Федералната резерва нема да стави rate hike. Значи, во оваа ситуација, што повисока невработеност во Америка, со цел да се исплаши Федералната резерва и да не става rate hike е позитивно за нас, и што поголем пат на инфлацијата во Мурика, за жал, исто така е многу побитно за нас, затоа што на тој начин конечно ќе се запре Федералната резерва со rate hikes, а со тоа и овој вештачки стимул кој што моментално видовме што може да направи со цената на доларот, односно вредноста на доларот. Значи се додека овој стимул беше голем во текот на претходната година, каде што имавме по 0,75% 5 пати покачување, видите што се случуваше со самиот DXY, че имавме огромен раст. За потоа нормално како се намалува овој стимул на поскапување на неговата вредност, така се повеќе и повеќе истиот губи на сила и гледаме дека се повеќе и повеќе се на некој начин припрема за следен пат под ова ниво кое што претходно представуваше врв во овие два бул маркети во 2016 и 2020 година за DXY индексот. Со тоа што нормално ако погледнеме на неделно и месечно ниво, и ако овдека го ставиме самиот биткоин индикатор како цена, можеме да видиме дека се обратно пропорционални, односно постојано го кажуваме за оние кои се нови на каналот, односно колку повеќе имаме рестриктивно дејство од страна на Федералната резерва со rate hikes, толку повеќе и повеќе се задржува цената на DXY, па потенцијално гледате имавме и два скока. И обратно, колку повеќе практично ќе се намалува понатаму, да речеме,
овој rate hike кој што е моментално до степен на 5,25%, камата која што се наплаќа на секоја ново произведена пара и пуштена во циркулација на оној кој што ќе ја земе. Во оваа ситуација, значи, нормално ќе добиеме пораст на биткоин цената, а намалување на DXY цената, затоа што овие вештачки пумпач на некој начин дејности на пазарот ќе престанат. Како и да е, моментално гледаме дека се обратно пропорционални, оно што постојано кажуваме, значи секој bull market на практично DXY ни представува bear market на биткоин и обратно, секој bear market на DXY ни представува bull market на биткоин, што нормално уште повеќе на некој начин ќе го забрза следниот bull market кој што го очекуваме, кога конечно Федералната резерва ќе престане да се глупира. Сега, овој триаголник кој што го имавме од оваа тренд линија моментално го поправивме со оглед на фактот дека се појави ново движење на истиот. Ако се вратиме на неделно ниво, можеме да видиме дека истиот е многу појасен на неделно ниво. Значи можеме да видиме дека буквално тренд линијата е запазена на трите страни горе и на овие две страни доле, со тоа што знаете и сами дека breakout најчесто се очекува од триаголни формации негде кога ќе помине 70% од површината на овој триаголник со исполнување, со тоа што гледаме дека се наоѓаме скоро таму. Сега повторно, доколку добиеме breakout, голема веројатност дека ќе добиеме и сила на ова движење нагоре, доколку поради некоја случајност Федералната резерва одлучи да не направи нов rate hike, тогаш очекуваме пад на цената на DXY надоле и ретестирање на долната страна на овој триаголник, со тоа што имаме уште еден дополнителен индикатор кој што можеме да го разгледаме, а тоа е Fed Rate Monitor, кој што моментално сега ќе видиме што ни покажува истиот. Значи ова е, знаете и сами, на investing.com, каде што луѓето гласаат во однос на тоа што очекуваат. Сега гледаме дека од 90% од луѓето очекуваат дека ќе имаме повторно покачување од 0,25%, што неутрално беше дури најавено од страна на Джером Пауел, но нели останува да видиме дали тоа ќе се случи. Како и да е, гледаме дека има голем број од луѓето на пазарот кои што веруваат дека ќе имаме следен rate hike. Што мене ако ме прашувате е повеќе од очекувано, со оглед на фактот дека нели веќе направи една пауза и ако направат втора пауза, тогаш веќе Nasdaq и S&P 500 ќе направат и нов all-time high, како што можеме да видиме. Сега, значи во однос на DXY се што мораме сега моментално да утврдиме е дека буквално од одлуката која што ќе ја добиеме на крајот на овој месец од страна на Федералната резерва, ќе знаеме на која страна овој триаголник ќе пробие, доколку не добиеме некои вести пред време, да речеме како не знам некој, да речем говор на Фед Пауел, на Джером Пауел, ако нели има некоја идеја што ќе се случува понатаму. Во спротивно очекувам да имаме пробив на DXY цената во една или во друга насока дури на крајот кога ќе дојдеме до самиот состанок. И да не заборавиме дека многу често се случува ваквиот пам кој што го гледа моментално да биде буквално поради тоа што веќе луѓето го вкалкулирале тоа што го очекуваат од следниот состанок, но нели се додека не дојдеме до следниот состанок не можеме да знаеме. Со тоа што гледано од индикатори, гледаме дека значи индикаторите ни покажуваат обратно движење, дека е време за корекција надолу. Значи гледаме дека ова па на некој начин, знаете како, кога имаме практично се повеќе и повеќе гледаме дека имаме понизок врв, значи нели врв, понизок врв, додека во обратна ситуација имаме дно, повисоко дно, значи тоа е креирањето на триаголникот, но време е за одлука, се разбираме, се повеќе и повеќе станува збор дека мора да се одлучи во која насока ќе се движи, односно во која насока ќе има пробив. Со тоа што да не забораваме дека оваа долна линија која што ја гледаме моментално, овие дупло дно, ни го дадува ова движење нагоре, така да верувам дека ќе имаме повторно ретестирање на истата, а таквото ретестирање би било практично и формирање на ова. Значи гледаме овдека. Cup and hand, значи шолче формација, со тоа што ова не е практично базата, што ја гледаме овдека, ова јакова линија, со тоа што гледаме дека ваквото формирање на cup and handle најчесто представува и формација која што треба да пробие во обратна насока, затоа што истата ни е практично обратно насочена во оваа ситуација. Значи ова би било прилика целта која што очекуваме по потенцијално практично пробивање на оваа тренд линија, негде околу 96, со тоа што да видиме дали нешто кореспондира со 96, што е негде овде оприлика. Да, овој дел, гледате. Значи овој дел што претходно била акумулација, сега моментално ќе представува практично и потенцијална мета, гледате и сами. Значи потенцијална мета на пробив на оваа формација која што ќе имаме потенцијално доколку се заврши надолу
брейкаутот на овој триаголник, но нормално не можеме да знаеме се додека не видиме што ќе се случува во однос на инфлацијата, во однос на денешниот индекс на невработеност. Ви кажав како прилика да очекувате позитивно за нас и обратно нормално негативно за нас, со оглед на фактот дека се што е до 4 или над 4% невработеност, очигледно веднаш ќе се одрази позитивно на самиот сектор кој што ние моментално го финансираме, затоа што ќе се очекува Федералната резерва одма да престане со рейт хайкс понатаму. Останува да видиме како идеја е, значи нели ќе го следиме сето тоа. Сега, тоа е околу DXY, ќе го погледнеме и на неделно ниво, затоа што на дневно ниво е на некој начин се уште недоволно одлучен, но на неделно ниво имаме слично паралелно движење. Гледате, RSI е доста неодлучен, сток RSI се коригираше од практично максимална вредност од 93 на блиску до 50, со тоа што гледаме дека и VWAP и MACD се доста неодлучни заедно со бранот на практично во оваа ситуација прилив на пари во овој капитално добро. Зошто е тоа така? Затоа што во оваа ситуација гледаме дека се повеќе и повеќе се ближиме до крајот на овој триаголник, затоа и индикаторите се доста неутрални. Односно се чека буквално одлука во која насока ќе се придвижиме. И овдека гледате дека VWAP е на 0, значи ова е бранот на прилив на средства кој што моментално се заоблува надолу, исто и MACD. Гледаме дека имаме пресврт на базичната и сигналната линија, RSI е на 50, гледаме дека поголем период е веќе на 50, сток RSI на дневно ниво е доста динамичен, така да нема да обрнеме нешто посебно внимание, како и да е, време е за одлука. Значи тоа е битниот дел и од следните индикатори, посебно од инфлацијата и од одлуката на Федералната резерва, ќе знаеме во која насока очекуваме DXY да се придвижи. Движење на DXY нагоре очигледно ќе донесе или хоризонтално движење на DXY или потенцијален пат повторно, но тоа не го менува фактот дека се враќаме на онаа теорија дека се наоѓаме во година на акумулација. Никогаш не го заборавајте тоа, затоа и не очекувам некој преголем бум во однос на цената. Исто така на кратко ќе ги погледнеме и S&P 500 и Nasdaq, кои што за разлика од криптосекторот немаат SEC, немаат Гери Гангстер и гледаме дека истите кога нема пречки во однос на тоа што се случува на самиот пазар, гледаме дека тоа многу добро се одразува, односно оваа практично корекција која што имава после пробивање на каналот нагоре и успешно практично коригирање до 0,5% од целиот претходен bull market, што многу пати сме разговарале, сега да не се навраќаме, гледаме дека се врати точно во ова движење надолу, гледаме дека имаме само една свеќа во противен правец, која што моментално ни представува и практично отпор, кој што моментално ни покажува дека тоа е метата која што ќе добие оваа корекција нагоре, што моментално ја доби, со тоа што гледано од самиот Фибоначи, доколку го поставиме на целото ова движење, моментално само што проби над 6,8, односно тоа е Golden Ratio, 61,8% Golden Ratio level на Fibonacci, со тоа што следната граница би била негде горе на оваа корекција, или тоа е горната граница на овој канал, каде што би достигнал S&P 500 индексот негде околу 454. Но, да не забораваме дека во исто време Fear and Greed индексот е буквално надвор, комплетно надвор над кровот, значи се наоѓаме на Extreme Greed од 78%, што ова е несвојствено за еден bear market. Сега, ова затоа и многу луѓето кажуваат дека кореспондира со Dead Cat Bounce. Ова што моментално гледаме е Dead Cat Bounce на следниот пат надолу, кој што се очекува да настапи негде во есента 2023 година поради најавената рецесија во Америка. Така да, ако тоа се случи, се очекува и S&P 500 и Nasdaq, кој што е дури подобар за разлика од S&P 500, значи Nasdaq веќе пристигна до 78,6, односно тоа е последниот степен на FIB, пред да се придвижиме до дупол врв или дупло дно, односно да се приближи до претходниот all-time high, со тоа што дополнително истата формација ја гледаме и овдека, значи во ова движење на последната корекција имаме само една зелена свеќа и таквата зелена свеќа моментално ни дава отпор на цената на Nasdaq негде околу 15.000 и 15.300. Така да гледаме дека моментално ова е отпорот кој што се соочува движењето на Nasdaq нагоре. Како ќе продолжи останува да видиме, но ако ги погледнеме индикаторите, гледаме дека имаме веќе воспоставено два врва, гледаме дека MACD веќе се коригираше, базичната над сигналната надолу, со тоа што и RSI се наоѓа на максимална вредност 76, што е комплетно препродаден, значи време е за корекција. Истото можеме да го видиме и у S&P 500, значи иста ситуација, ево, веќе формиран врв,
сток RSI веќе се коригира, RSI овдека не стигна над 70, но стигна до 70 и MACD гледаме дека се коригира надолу, VWAP веќе е надолу, истата ситуација гледаме и кај Nasdaq, односно дека само прашање на време кога конечно ќе добиеме корекција. Сега, не заборавајте дека некогаш се случува да имаме ваква ситуација, каде што поради bull market гледате дека се одложува корекцијата, така. Значи овде како погледнеме во целиот овој период ние немаме едно, имаме колку е ова, 20 врвови формирани, така. Но да не забораваме дека разликата помеѓу ова и ова е тоа што овдека се наоѓаме во отворен bull market, а овдека се наоѓаме во корекција која што е буквално најавена пред рецесија во Америка. Така да поради оваа причина ваквиот врв верувам дека ќе биде многу позначителен сега, за разлика од 2021 bull market, од каде што добивме нов all-time high и на S&P 500 и на Nasdaq. Така да VIX во оваа ситуација ни покажува дека е време за дебела корекција и нормално да го погледнеме и самиот VIX. Значи кажавме дека самиот VIX кога се наоѓа на долната граница негде околу 13, се повеќе и повеќе сме блиску до потенцијална корекција. Нормално за да го објасниме тоа, најдобро е да ги ставиме S&P 500 и Nasdaq и да погледнеме како истите се движеле, за да можеме да погледнеме како самиот VIX делувал на нив. Значи погледнете и сами, секогаш кога се наоѓаме практично на долната граница на овие три црти, значи кога се наоѓаме на горната граница на 29 и над неа 30, значи тогаш имаме екстремно страф на пазар. Тогаш треба да купиме, така? И обратно, кога се наоѓаме на долната граница, која што е негде околу 13, имаме екстремен фир на пазарот, грид на пазарот, односно тогаш треба да продадеме. Така да и овдека гледате како сме се придвижиле кон овој врв, че ова одложено дејство на вредноста на VIX која што се наоѓала негде околу 13% веќе долг период овдека, па скоро половина година, конечно донела до корекција која што практично ни покажала дека треба да продадеме. Обратно, истата ситуација ја имаме и во овој врв. Значи гледајте, кога сме дошле во 2021 година, значи самиот VIX се наоѓа многу блиску од, значи гледајте, вредноста му од 14 до негде 19. Значи вакво движење на VIX индикаторот во овој период ни покажува дека е време за корекција, која што моментално сме го добиле и сега после постигнување на овие локални врвови, овој Dead Cat Bounce кој што го гледаме, што се повеќе изгледа на Dead Cat Bounce, гледаме дека се движиме на екстремно ниска вредност која што претходно сме искусиле во овој bull market, со тоа што овдека пак ќе кажам на некој начин време е за корекција и самиот VIX ни го покажува тоа и VIX е индикатор кој што е доста почитуван во да речем сферата на тргување, е доста сериозен индикатор. Тоа е се околу традиционалните пазари, значи пак да не забораваме дека не можеме да се мериме со традиционалните пазари затоа што они имаат јасност на пазарот, одамна зборуваме за правна јасност, која што очигледно многу повеќе пречи на криптосферата, затоа што моментално истата се изработува, така речено, како што одиме, и нормално немаат Гери Гангстер кој што ги малтретира криптопроектите, така да поради оваа причина јасна е разликата кога станува збор за традиционални пазари, иако овдека моментално го додадеме биткоин, ќе ви стане јасно која е разликата во оваа ситуација кога имаме индикатори кои што, тоест извинете, случувања кои што делуваат само на криптосекторот, кои што не делуваат и на традиционалните пазари. Ова е тоа што го гледате моментално, оваа стагнација е буквално сек. Да бидеме јасни, ако не постоеше сек и нивните глупости, сега ќе бевме паралелно со S&P 500 и со Nasdaq, но за жал тоа е реалност. Сега, ќе дојде и нашиот момент да бидеме реални, со тоа што да не забораваме дека ваквиот продолжен дел на акумулација само ќе ни помогне да акумулираме што повеќе пред следниот bull market. Барем јас така гледам на работите, нормално секој од вас треба да направи собствена анализа. Сега, во однос на биткоин, денеска ќе направиме нешто интересно, нешто ново, односно ќе го споредиме претходниот bull market од 2015-16 почетокот, па нели 17-18 тоа е самиот врв, со моменталната ситуација на овој bull market. Со тоа што ова што моментално гледате е копија од тој bull market, затоа што гледам дека тој bull market е доста сличен на овој bull market. Зошто го велам тоа? Значи, ако ги погледне bull marketите сами по себе, 2019 и 2020 година оваа акумулација е буквално неприродна, затоа што имавме катастрофа, нели, глобална, која што не може да се предвиди и во оваа ситуација гледаме дека истата делуваше на пазарот доста непредвидливо. Така да, оваа акумулација не можеме да земеме опредвид доколку не добиеме нешто слично на истата. Гледајќи ги
2014 и 15 акумулација и оваа прва акумулација која што е од 2012 година, која што ми е несвојствена затоа што е почеток на самиот на некој начин биткоин, ова е практично првиот целосен циклус и затоа истата е несвојствена. Мислам дека најприродна корекција, како што може видите и сами, е корекцијата, односно самата акумулација која што е направена во 2014 и 2015 година. Значи најприродна е затоа што немало некои големи действија кои што буквално предизвикале, не знам, Black Swan евенти, фад на пазарот, се разбираме. Па затоа и ќе ја превземеме од, значи ова е формирањето на дното, од оваа прва корекција ќе ја превземеме и ќе ја поставиме на првата корекција во моменталниот чарт. Како го правиме тоа? Користите оваа алатка која што се нарекува Bars Pattern, може да ја најдете овдека. Значи ќе го селектираме ова дно и ќе селектираме оприлика поголем дел од самиот bull market, да речеме. Така, ова сега можеме да го пренесеме на другиот дел од чартот и сакам да ви покажам некои интересни работи кои што ги согледав. Значи прво, она што го кажуваат, историјата не се повторува, но римува, е буквално детално покажано во овој патерн. Значи ако го поставиме практично овдека на самото дно, погледнете овде. Значи многу слично покажува почетокот на оваа така речена акумулација и гледайте колку добро се совпаѓа со самите левели на моментално на биткоин. Така. Значи погледнете, буквално ги повторува левелите, иако на некој начин ова е делумно и коинциденција, но тоа не го менува фактот дека алгоритмички представен биткоин ви покажува така речено движење на овој чарт, нели, во соодветна големина, за да може да ги споредите еден со друг. А во исто време и гледаме дека истите Фибоначи левели и овдека и посебно овие 10.000 се совпаѓаат целосно. Значи погледнете овдека. На 30.000 буквално имаме и на едниот и на другиот чарт. Гледате, значи на истото ово ниво практично ако ги поставиме од самото дно, на истото ниво имаме отпор. Потоа ако ги погледнеме нагоре, гледаме дека буквално се коригира точно до самите, приближно до самите левели. Значи на 40.000 гледаме дека имаме практично над, под, гледате, овдека е задржана истата линија. Значи ако погледнете нагоре, буквално така речено ги задржува вредностите на 10.000 посебно, но ова е само за да ви покажам дека доста интересно се совпаѓа копијата на 2014-15 како акумулација и постепено движење до следниот халвинг со моменталниот bull market. Иако нормално ќе направиме и нормална анализа, сакав тоа да го направам на повеќе различни чартови за да видите колку интересно се совпаѓа. Иако не очекуваме дека ќе се движи по исто, нормално никој од овие нема да се движи исто, но моментално доста интересно ни покажува дека ако го следиме овој чарт, ако го следиме движењето на претходниот bull market, се извинувам, она акумулација, значи гледаме дека буквално пред нас е добар период. Така. Значи ако погледнеме делумно од истиот тој чарт и ако го пресликаме на овој чарт кај што се наоѓа моментално, ни следува доста добар период пред нас. Сега, денеска ќе образложиме и уште еден интересен индикатор, а тоа не е овој индикатор, значи јас го имам ставено во favorite и се нарекува Fixed Range Volume Profile, иако ние претходно сме го објасниле, но денеска ќе го искористиме практично малку повеќе на чартот, со цел да добиеме некои нови информации. Пред да продолжиме со тоа, би сакал да напоменам дека буквално се движиме сосема така речено предвидено. Значи ако сеќавате се наоѓаме на истиот момент кој што разговаравме негде во април, дека овде ќе имаме конвулзија на повеќе различни типови на отпор кои што се наоѓаат, вклучувајќи го нивото на 30.000, кое што е доста психолошка голема бариера. Дополнително имаме оваа свеќа во обратна насока од целиот овој пат и да не заборавиме дека ова е практично целиот овој период на поддршка кој што го имавме во претходниот bull market за 2021 година. Сега моментално истиот очигледно ни представува отпор кој што можеме да го видиме. Значи апла можеме да го видиме и гледаме дека овој претходно утврден локален врв моментално ни е отпор на цената на биткоин. Со тоа што ако погледнеме ова во ликвидации, значи секој последните неколку дена погледнете ги, значи зборуваме од практично 4, 5 и 6 јули. Погледнете што се случува. Значи на 4, само ова е на неделно ниво, ако ги погледнеме овие денови, ќе видиме дека секој обид да се пробие над ова ниво, кое што моментално ни е над нас, резултирал со практично паѓање надолу. Значи ако и погледнете на нас, гледате, секогаш кога се придвижиме нагоре во ова ниво негде околу 31.000, ние автоматски имаме ликвидации. Гледате, во целиот овој период
Значи практично ова е почетокот од прв пат кога пристигнавме беше 22 јуни, значи 22 јуни би било овде. Овде. Секогаш кога ќе се приближиме нагоре, гледайте, имаме лонг ликвидации. Односно секогаш кога ќе се приближиме нагоре, некој прави дебел шорт и прави доста профит со леверидж, затоа што очигледно многу од луѓето ги поставуваат своите стоп лоси негде под ова ниво, негде во ова бело ниво, да речем, би препоставувал, и нормално секогаш кога ќе се приближиме нагоре, некој ги ликвидира и ги бутка надоле прво нормално цената на биткоин, а второ и позициите на леверидж кои што ги има поставено негде овдека на лонг. Сега, во однос на дневно ниво можеме да погледнеме дека потребна беше корекција. Оно што го спомнавме последниот пат, кажавме дека веќе имаме формирано врв и еве го тој врв моментално кој што го погледнавме, значи тоа беше овој обид повторен да го пробиеме нивото, со тоа што не само врв, туку овдека веќе имаме и bearish divergence, односно ова е практично кога имаме MACD кој што имаме врв кој што е понизок од претходниот, а во исто време имаме врв кој што е повисок од претходниот на самиот чарт. Тоа ни е bearish divergence, која што ни покажува дека повторно е потребно време да се ресетираат индикаторите, затоа што како што кажаме ништо не оди само нагоре, значи секогаш мораме да го имаме тоа укреп. Односно после ваквиот солиден напредок кој што го добивме, нели со аплицирањето на BlackRock и останатата багра за Bitcoin ETF, нели спот ETF, тоа се извинувам, значи добивме солиден напредок, но оваа bearish divergence кој што моментално ја гледаме ни покажува дека е потребно време за ресетирање на индикаторите. Зошто? Затоа што повторно RSI ни дојде на ниво од 73, што е oversold, 100 RSI беше 100 нормално. Имаме локални врвови 2 формирано и гледаме дека MACD веќе се коригираше надолу, ни покажуваше дека е време за повторна корекција. Моментално веќе имаме солидно коригирање на индикаторите, со тоа што ако погледнеме дека моментално во овој ден 100 RSI се наоѓа практично на 0. VWAP се уште не се завртал нагоре, но имаме промена на money flow, значи моментално е зелен, што значи дека имаме прилив на средства, и MACD и VWAP. Значи MACD и VWAP треба да се заоба, тоа ќе биде првиот показател дека повторно ќе имаме обид за придвижување нагоре, што моментално не го гледам. Тоа е на дневно ниво, кој што е најмалата временски интервал на кој што следиме анализа, со тоа што се наоѓаме повторно на горната граница на овој канал. Гледаме дека поголемиот дел од овој bear во bull market се движиме практично во средината на овој канал со постепени корекции надвор и натре во него, но како и да е, гледаме дека сега за сега самиот канал и понатаму продолжува да ја движи цената на биткоин постепено нагоре, без разлика дали имаме корекции до долната граница или не. Значи овој канал не е главната формација околу кој што се движи самата цена на биткоин во овој bull market, затоа што е почеток на bull, ако мене ја прашувате. Сега овдека, за да видиме кој е тој отпор кој што се наоѓа моментално над нас, јас поставив два вакви, значи fixed range volume profile, во кој што едниот е поставен на задниот дел, тоа е практично оној bear market што го поминавме, а другиот е поставен на предниот дел, односно оваа корекција која што моментално имаме во нагорен дел, за да видиме што се случува и каде ни се практично ова е VPVR. Значи, нели, VPVR индикаторот, но наместо на целиот чарт, ова е на дел од чартот, со цел да видиме што се случува во тој дел од чартот. Со тоа што повторно ќе напоменеме, значи ова само како интересен момент го ставив, ова е, рековме, чартот од 2014-2015 година акумулација пред bull market и гледате како солидно, значи ги почитуваат дури и средните вредности, каде што гледате точно се одбива од средните вредности после поставување на дното, гледате како добро ги значи гледате колку добро ги почитува овие канали кои што ни се моментално представени, нели, од фиксните вредности на 10.000 нагоре на биткоин. Сега, тоа е само чисто да ви покажам како интересно изгледа. Како се користи, значи сега ќе ви покажам и тоа. Моментално го селектираме, значи самиот индикатор. Значи ова е индикатор, само да се извинувам, fixed range profile. Сега мораме да ги покодиме, значи долната точка и горната точка на она што сакаме да го анализираме. Со тоа што овде ќе ви покаже точно каде се најголемите обеми на тргување во овој претходен дел од чартот, како и нормално може да го направите тоа и во иден дел од чартот, кој што моментално го гледаме. Сега, што уствари овде треба да направиме? Треба да направиме
пак ви кажам, че сите индикатори, иако ова моментално е доста збунувачки, затоа што има многу индикатори, не заборавајте дека е симфонија од индикатори кои што ви покажуваат што точно и каде треба да очекувате, затоа што ако не ги гледате заедно, не може да видите тоа што ви е потребно во овој дел од чартот. Значи, ако се сеќавате во претходниот чарт, објаснивме дека имаме практично една свеќа на неделно ниво, која што ни представува овдека, значи ни представува буквално во оваа ситуација претходно беше отпор, а сега е моментално поддршка на цената до 30.000 за истата да не падне надолу. Со тоа што овдека моментално можеме да го погледнеме истото и на ваквиот индикатор, каде што ни покажува дека најголемиот дел од трейдингот се движел негде околу 30.000, тоа е во претходниот bear market, ако го погледнеме, а нормално доколку го погледнеме следниот потек, истото можеме да го заклучиме и овдека, дека имаме огромен трейдинг околу 30.000 левелот и дека буквално од 30.000 па до 28 скоро и да немаме трейдинг, затоа што во овој дел најчесто не се задржува цената. Луѓето чекаат да види што ќе се случи. Така да поради оваа причина гледаме дека моментално имаме и поддршка на цената на 30.000, затоа што претходно не успеавме да се задржиме, а сега веќе две свеки, тоа се 2 недели, се држиме над 30.000. Што значи дека моментално имаме поддршка на цената на 30.000 и доколку не се појават некои екстремно негативни вести, јас очекувам дека и цената ќе се задржи на ова ниво пред да направи следна корекција, но повторно, се зависи од тоа дали ќе имаме следни негативни вести. Битен дел кој што мораме да го напоменеме е ако погледнете овој VPVR на локално ниво, гледаме дека над ова поле кое што претходно представуваше поддршка на bull market од 2021 година, немаме никаков сериозен трейдинг дури до 39-40.000. Што значи дека ако успееме да пробиеме над 32.000, патот би ни бил чист додека стасаме негде пред 40.000, која што е следна психолошка бариера и гледаме дека имаме голем дел на тргување во овој сегмент. Така да битно е да пробиеме над 32.000, кој што моментално нормално ни представува и ова, ако не кажем, 50-неделната средна вредност. Сега ќе ви кажам, да, 50, тоест не, 100-неделната средна вредност. 100-неделната средна вредност. Така да ако пробиеме и на 100-неделната средна вредност, која што е на горниот дел од овој рейндж, тоа ќе биде одлично за движењето на биткоин во следниот период, но нормално мораме да видиме дали тоа ќе се случи со оглед на фактот дека, пак ќе напоменам, потребно е ресетирање на дневно ниво. Додека на неделно ниво веќе имавме длабоко ресетирање и гледаме дека се движи нагоре. Значи на подолг период очигледно е дека ќе се придвижиме нагоре, додека на пократок период кога станува збор за дневен интервал, за жал потребна е подлабока корекција моментално. Останува да видиме како тоа ќе се случи, затоа што ова е само технички дел. Мораме да видиме како тоа ќе се одрази и на фундаментален дел, затоа што знаете дека биткоин е доста осетлив на промени од типот на вести како BlackRock аплицираше, BlackRock го одбија, ме разбирате? Пад, раст, така да во оваа ситуација имаме на некој начин мораме да запазиме што ќе се случува на фундаменталната анализа, исто така да не заборавиме, значи повторно го ставивме од 2014-2015 од дното нагоре и гледаме дека буквално долната граница на овој канал е целосно запазена од самиот чарт, кој што моментално ни е практично копија од акумулацијата во 2014-2015 година, со тоа што ако ја извадиме, гледаме дека се наоѓаме точно на долната граница на овој канал, значи гледате и сами дека ова многу добро и многу солидно се совпаѓа со техничката анализа и дека овој практично канал кој што го гледаме моментално е така речено голема верзија на овој канал кој што го гледаме овдека моментално и гледаме дека целото движење на биткоин се наоѓа буквално во целиот овој канал за целата негова историја и очекуваме дека истиот ќе продолжи понатаму да се движи нагоре по истата, со оглед на фактот дека 50 месечната средна вредност е одма под него, заедно со долната граница на каналот, заедно со bull market support бендот како поддршка на цената на биткоин. Следна работа за која што сакам да поразговарам е гаусовиот канал. Значи гледаме дека моментално конечно успеавме да се пробиеме над гаусовиот канал. Ако се сеќавате во претходниот дел се наоѓавме овде и кажаме дека е време за корекција, затоа што горната граница на гаусовиот канал знае да биде солидна пречка, со тоа што конечното пробивање над гаусовиот канал ќе придонесе за промена на истиот во зелена боја, односно следен bull market. Исто, значи ова е bear market од 2017, 2018 година, 2019. Истото можеме да го видиме и во претходните 2014 и 2015 година, значи пробивање над гаусовиот канал и потоа истиот се променува во зелен, односно најава на следен bull market.
Така да сега за сега се уште чекаме истиот да се промени во зелен, но нормално што повисока корекција над галсовиот канал, толку побрзо ќе ја добиеме ваквата промена, со тоа што на месечно ниво, како што кажеме, се уште истиот се движи буквално по циклус. Значи никаква промена нема, се случува точно по овој 4 годишен циклус кој што го следиме и нема никаква промена во движењето на биткоин, што е одлично, ако мене прашувате, со оглед на фактот дека ви дава предвидлив циклус кој што може да го следите за движењето на самиот биткоин. Овдека галсовиот канал не ни е потребен. Она што треба да го погледнеме моментално е Wyckoff акумулацијата, која што се придвижува во последната фаза, односно промената од фаза D во фаза E, каде што ќе имаме придвижување нагоре екстремно. Сега, дали ова ќе се придвижи веднаш или пак имаме неколку пати корекција од горната граница на овој рейндж, останува да видиме, затоа што ако видите и сами, некогаш ваквата акумулација пред конечно пробивање нагоре од рейнџот може да потрае, а тоа моментално го гледаме во овој сегмент. Така да, буквално се наоѓаме на здив пред комплетирање на оваа формација и конечно придвижување нагоре во следниот дел, а тоа е Wyckoff дистрибуција, што треба да ве радува сите, затоа што тоа е уствари следниот bull market. Сега, останува да видиме, следиме самата формација, гледаме дека постепено се реализира. Уште една интересна работа. Сега, овдека сакам да ви покажам дека и покрај тоа што, нели, самиот чарт ни покажува солидни работи, дополнително истото можеме да погледнеме и по други индикатори. Гледаме дека ако ја погледнеме целата историја на биткоин, значи се наоѓаме на огромна висина на биткоин хешрейт, што ни представува работата на мајнерите на биткоин, иако има моментална корекција во последните недела дена, тоа не го менува фактот дека со тоа и гледаме дека во целиот овој период на bear market ние практично имаме напредување на зголемување на бизнисот на майнинг, што е многу добра работа, иако имаме оваа последна корекција. Тоа не го менува фактот дека гледајќи го биткоин на почетокот па нагоре, гледаме дека се поголема масовна адаптација се случува, а во оваа ситуација тоа е од сегментот на компаниите кои што развиваат майнинг и гледаме дека тоа буквално е во огромен нагорен тренд, што значи дека се повеќе и повеќе се зголемува купувањето и инсталирањето на ригови во овие огромни корпорации, што веќе го спомнавме во неколку наврати, но е битно за да ви покажам дека многу, значи не е само цената на биткоин, многу други работи се исто така битни со цел да сватиме дека ќе дојде напредот на цената. Но кога ги гледаме овие други алатки, како што е хешрейтот на биткоин, сме свесни дека е неизбежно да дојде, се разбираме. Само потребно е време да се придвижиме во истата насока нагоре, а тоа е следниот bull market. Сега, ќе погледнеме уште некои дополнителни индикатори на брзинка, со цел да видиме каде се наоѓаме. Значи, првиот кој што сакам да ви го покажам е the Puell Multiple, каде што верувам дека ваквиот тип на стагнација на хешрейтот, кој што го погледнавме во овој сегмент, е причина поради овој индикатор, така речено, односно гледаме дека иако имавме длабока корекција, ова беше непрофитабилниот дел за мајнерите, после оваа корекција нагоре имаме стагнација на практично профитабилноста на мајнерите во овој бизнис, со тоа што највисока профитабилност нормално е во ова црвено поле. Сега, ваквата непрофитабилност, така речено, верувам дека и би предизвикала благ пад на хешрейтот, затоа што ако сте непрофитабилни, нормално мора да запрете барем со дел од машините, затоа што и понатаму истите нели продолжуваат да ја качуваат вашата сметка за струја, да се расипуваат и слично, така да можеби капацитетот е намален на мајнерите со она што моментално го имаат, додека цената на биткоин не постигне повисоко ниво, со цел да може по-профитабилно да биде практично ваквото трошење на ресурси од типот на електрична енергија. Тоа е барем моја теорија. Не можев да најдам, пробав да најдам некаква вест, не можев да најдам зошто хешрейтот е доле, и тоа ова е солидна количина доле, значи ова е околу 20% колку што гледав, но не успеав да најдам нигде официјална вест зошто тоа се случува, значи ја погледнете, 18,7%, што е сосема солидна корекција, но тоа не го менува фактот дека се наоѓаме на претходен all-time high кој што го направивме пред само 2 недели, така да нели. Моментално CBBI, збир од повеќе различни индикатори, кои што може да ги погледнете овдека, ни представува 29, што е сосема солидно, а тоа е практично и самиот почеток и повторно. И овдека гледаме дека ова е многу послично на 2014 и 2015, за разлика од 2019 година, и верувам дека ово е тој, што го кажав јас, благо покачување постепено пред халвингот и потоа имаме нели експлозија. Така да верувам дека тоа моментално го доживуваме во нашиот bull market моментално и
гледате и сами дека тој дел на длабока зелена боја, кој што кореспондира со дно, е веќе завршен и позади нас и се придвижуваме кон следниот bull market и според овој индикатор, што е доста добро. Rainbow чартот, исто така интересен чарт кој што сакам да го покажувам доста на каналот, затоа што ни покажува дека се наоѓаме на многу солидно ниско ниво на купување на биткоин. Односно секогаш кога сме се наоѓале во овие последни бои, се наоѓаме во период на акумулација пред следен bull market, што и моментално се случува, односно досадна година, тоа е реалната слика. Биткоин активни адреси, сега ово е на некој начин нож со две острици, зошто е тоа така? Затоа што активни адреси значи продавање и купување на биткоин. Така, колку повеќе се активни адресите во моментот кога нели се води статистиката, тоа не значи дека е секогаш позитивно за биткоин, затоа што некогаш активни се адресите кои што во оваа ситуација продаваат. Затоа и почнале да паѓаат од 1.000.000 на 750.000. Но тоа е практично оваа корекција во која што Федералната резерва направи огромен страф на пазарот и поради оваа причина гледаме дека многу од луѓето практично сега повторно престанале да бидат активни, пак едно со две острици. Или престанале да продаваат биткоин, или да го тргуваат додека не видат што се случи, или пак го продале и веќе не поседуваат биткоин, па затоа се пасивни адреси. Така да ова може да биде во два наврата различно толкувано, затоа што во активни адреси јас мислам дека не ви спаѓале адресите кои што нема направено никакви трансакции, пример 5 години, така да ова се активни адреси кои што во моментот тргуваат биткоин. Но нормално, колку повеќе активни адреси, толку повеќе е својствено со bull market. Така да поради оваа причина изголемување на активни адреси понатаму би ни покажувало и придвижување до следниот bull market. Со тоа што гледаме дека ваквата корекција е завршена и моментално повторно се придвижуваме нагоре, односно стравот од федералната од SEC е завршен и позади нас. И нормално адреси кои што дружат биткоин, гледаме дека се повеќе и повеќе растат. Значи, погледнете на линијата, ќе видите дека истите понатаму продолжуваат да се движат нагоре, можеби не во екстремно висок тренд, но понатаму и понатаму продолжуваат да се движат нагоре, со тоа што повторно еден биткоин имаме над 1.000.000 адреси. А ваквата бројка над 1.000.000 адреси кои што поседуваат еден биткоин е доста добра за нашиот сектор, затоа што колку повеќе се диверзифицира биткоин, толку помалку станува за ваквите капиталистички стоки, како што се BlackRock, Vanguard и останатите. И гледаме дека и на 10 биткоини постепено се зголемува, значи постојано, иако 10 биткоина во денешно време е сосема солидна цифра. И нормално за крај, како и секогаш ќе спомнеме Bitcoin Block Reward Halving Countdown, кој што ни покажува дека се уште имаме скоро една година за следниот халвинг, кога ја очекуваме главното придвижување на цената и на биткоин и на алткоините да се случи. Така да, имате една година да научите се што може да научите за криптосекторот, една година да одлучите дали сакате да бидете дел од него, што да финансирате. Значи имате толку многу време да научите што би било неразбирливо ако сте сега дел од криптосекторот, да не можете да успеете да научите, да речем, парен основи на крипто, за да знаете што би било паметно за вас во однос на финансирање на вас и на вашата иднина. Повторно, ова не е финансиски совет, ова е само наша едукација на оние кои што сакаат да научат нешто повеќе за криптосекторот, а на вас останува дали ќе одлучите да превземете нешто во однос на ваквата. Не е еднаш во генерација, во еднаш во век се случува ваков тип на целосна промена на финансискиот систем, така да кој ќе ја искористи секоја чест, кој ќе седи и гледа немо, како што најчесто прават македонците, не знам како да ви помогнам, значи ова е она што јас можам да го направам за вас, на вас останува што од тоа вие ќе искористите. И како и секогаш, знаете и самата работа на каналот е бесплатна и ќе остане како таква, се додека македонците имаат интерес за мојот каналот ќе продолжи да работи, а единствено што бараме од вас е доколку познавате некој што сака да научи нешто околу крипто и мислите дека нашата материја е солидна, да го споделите истото со македонци низ целиот свет со цел да можеме да расшириме оваа материја која што верувам дека може да промени нечи живот. Ви благодарам, нормално, лайк, шер, сабскрайб, комент, тоа би било начин на кој што може да ни помогнете на, да речем, на секое видео со цел да помогнете на YouTube алгоритмот да го дели ова видео со повеќе луѓе и како и секогаш се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Кемиџи.